Вчера зборувавме за експлозијата на државниот долг кон странство во последните 2,5 години, а во исто време владата најави дека буџетот за 2012 година ќе биде поголем од ланскиот. Тоа само потврдува дека премиерот нема намера да се откаже од мегаломанското трошење и од нови задолжувања. Она што најмногу загрижува е сознанието дека политичкиот пазар помеѓу Груевски и Ахмети продолжува и на буџетот за 2012 година. Како може поинаку да се протолкуваат изјавите на ДУИ и молчењето на ВМРО ДПМН дека буџетот за 2012 година е скроен по етнички клуч? Жално е што требаше работата да дојде до политички пазар, за да премиерот Груевски се сети дека, например, добро е да се гради автопат до Косово, проект кој СДСМ со години го предлага. Патем, нека им објасни македонскиот премиер на граѓаните, кога го кроел буџетот за 2012 година, кои проценти ги користел за да ги задоволи барањата на Ахмети? Дали процентите од пописот во 2002, за кој тврди дека е фалсификат, или податоците од пописот во 2011 година, кој што пропадна? Има ли во буџетот за 2012 година ставка за одржување на нов попис, или и за тоа се испазарија за да не се одржи? СДСМ има принципиелен став дека буџетот на Република Македонија мора да биде одраз на интересите на сите граѓани, а не да биде заложник на интересите во владината коалиција. Дали има прашања? Како го коментирате оптимистичкиот раст од 4,5% за капиталните инвестиции, дали ќе се реализираат или повторно ќе бидат пренаменети со некои регулации? За содржината на буџетот, коментар ќе дадеме кога ќе имаме можност да го видиме буџетот, така што тогаш ќе дадеме детален коментар за тоа што мислиме за тоа што е внатре во буџетот. Како ги коментирате изјавите на господин Ахмети за Оранус околу зоната во Македонија и НАТО интеграциите? Вака, откако премиерот Груевски го изгуби и внатре во земјата и надвор кај меѓународната заедница целиот кредит по прашањето на евроатлантските перспективи на Република Македонија, очигледно е дека сега го троши и последниот кредит кај својот коалицијски партнер Али Ахмети, кој што му даде рок до април наредната година. Па вака сега, значи, премиерот кој досега во слични ситуации организираше групни пресконференции на целата влада, сега одбра по повод 100 дена на старо новата влада на граѓаните да им се обрати преку интернет. Тоа е најдобар показател дека и тој самиот е свесен, дека прашањата и проблемите, како што се растечката сиромаштија, невработеноста, големото задолжување, големите поскапувања, се прашања кои што бараат решенија и за кои што решенија не се скапите популистички игри. Затоа и самиот одлучи да ги избегне новинарите.